И додека борбите меѓу Израел и Хамас продолжуваат во Газа, се развива конфликт меѓу Израел и САД на дипломатски фронт за иднината на владењето со Газа. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху вели дека војната може да продолжи во 2025-та и дека после тоа палестинската управа и незината водечка фракција Фатах не треба да имаат улога во управувањето со Газа. Во овој момент лидерството на палестинската управа едноставно одбиват да го осуди масакрот и некои од нив дури и отворено го фалат. И тие да раководат со Газа на денот потоа, зарем нешто не научивме? Како премиер на Израел, јас нема да дозволам тоа да се случи. Но американските представници работат на друг план за палестинската управа да раководи со Газа во иднина. Зборувате за владење, за влада и за владеачка структура што ќе ја максимизира способноста на управата да го даде на палестинскиот народ тоа што му треба и што го сака. Но исто така треба да биде способна да оперира во она што се вика средина која тоа ќе го дозволи, со други зборови, со поддршка, со помош на Израел, а не со нивно активно спротивставување. Палестинските лидери велат дека САД би можеле да извршат притисок на Израел да ја прекине војната и да имплементира солуција за постоење на две држави во Газа и на Западниот брег. Дајте ни политички хоризонт, ни требаат американски мерки за поддршка на решението за две држави. САД може да стават сериозен притисок врз израелците. САД може да му каже на Израел да ја запре војната. Во 2005-та, пред Хамас да го преземе појасот Газа, Израел растури 17 тамошни израелски населби, прекинувајќи го присуството на Израел на територијата. Палестинците се надеваат дека тоа беше прв чекор кон независна држава. Но ново истражување на јавно мислење направено од Институтот за политика на еврејскиот народ од Ерусалим најде дека само 5% на израелците денеска ја поддржуваат американската идеја за ревитализација на палестинската управа. 1/3 сака трајно да се задржи контролата во Газа и 1/4 од израелците сака дури повторно да се изградат еврејските населби на територијата. САД силно се противат на изјавите на министрите од крајната израелска десница за поддршка на повторната изградба на еврејските населби во Газа. Потегот во таа насока би имал многу негативна импликација на односите меѓу Израел и Америка и би нагласил дека дури и премиерот кажа неодамна дека тие немаат намера да останат во Газа како окупатори на Газа. Нападите од 7 октомври го разнишаа чувството на безбедност кај израелците. Аналитичарите велат дека израелците тешко ќе направат отстапки, додека не се чувствуваат побезбедни. Израелците во најголем дел се заинтересирани за три работи: безбедност, безбедност и безбедност. Тоа е единственото на кое мислат во оваа ситуација. Сите дипломатски идеи или размислување за идна палестинска држава или одвојување меѓу израелците и палестинците или политички процеси, сето тоа треба да се одложи за некој идно време. Секој дипломатски процес би можел исто така да причини распаѓање на крајно десничарската коалициона влада на Нетањаху. Тоа секако може да се случи и откако ќе заврши војната, бидејќи големо мнозинство на израелците сака нови избори.